продолжуваме ние понатаму со нашата емисија и во продолжение ќе го погледнете разговорот со мојата драга гостинка Силвија Димитриевска Лиу. Силвија, секогаш разговараме за некои легенди или празници во Кина, но овој пат ја одбравме темата која е малку по-суштинска за самата земја. И вие, нели, инсистиравте да биде токму и оваа тема, да разговараме на ова. Ќе ни објасните ли што значи зборот Кина? Да, јас денес инсистирав токму на оваа тема да ја земеме во предвид, бидејќи често зборувајќи за кинеската култура и традиција во нашиот ресторан со гостите што доаѓаат, сватив дека повеќето наши луѓе се запознаени со приказни или легенди во Кина, што може да ги слушнат, нели, од разни книги или филмови. Меѓутоа, токму зошто Кина се вика Кина, за знамето кинеско, например, или за кинескиот зид, за некои такви работи кои што се од суштинско значење за самиот народ и за државата, сватив дека многу малце се запознаени, па затоа и решив во вашата емисија денес да збориме токму за тоа. Значи, Кина е земја со долговечна традиција и култура. Се што се случува има причина, значи секој зошто има свое затоа. И токму затоа и сакав да објасниме на гледачите од каде потекнува името Кина. Значи, во времето кога во Кина постоеле кралеви, се разболел еден од кралевите и луѓето кои што, нели, се обидувале да го излечат, пробале да најдат лек, бидејќи во тоа време, нели, се лекувале со билки, постоела таа алтернативна медицина и почнале да ставаат различни материи на многу висока температура, меѓутоа не се обиделе да го најдат лекот, а успеале да го најдат, да го измислат порцеланот. Значи, Кина, Чајна на англиски во превод значи порцелан. Порцеланот, значи, потекнува и е најден, нели, во Кина, го измислиле токму кинезите и затоа и е наречен Чајна. Сега, освен што на англиски, нели, Чајна се вика, светот, нели, го знае така, англискиот збор, меѓутоа на кинески Кина се вика Цонгуа. Цонг значи центар, а Гуо значи држава. Зошто токму Цонгуо го нарекле, кинезите ја нарекле својата држава. И затоа постои многу интересна приказна. Значи, постојат верувања дека токму палатата во центарот на Пекинг, каде што живеел кралот, се наоѓа во центарот на земјината топка. Да, значи според фенг-ши, според испитувањата, се наоѓа во центарот и сметаат дека тоа носи голема среќа, дека носи вечност, дека нешто што е бесмртно, доколку се наоѓа во центарот, има многу големо значење и токму затоа ја нарекле Цонг, значи центар, земја во центарот. Да, Цонгуа. Така. Освен значењето на зборот Кина, дали нивното знаме има приказна што токму така изгледа, да речеме? Да, знамето и ден денес, кога се оди во Пекинг, во центарот на Пекинг на плоштадот, има посебен ритуал на кревање и спуштање на знамето. Можеме да го видиме и знамето. Токму, да. Значи, јас кога имав прилика да го посетам Пекинг, на нивниот плоштад, секој ден постои ритуал каде што се крева и спушта знамето, каде што сите странци кои што го посетуваат сакаат да присуствуваат на тој ритуал и таму се објаснува токму за значењето на знамето, зошто токму така изгледа, зошто има една голема звезда, а другите 4 се мали, зошто има црвена боја. Значи, знаеме дека, нели, неколку емисии што сме ги правеле во нашиот ресторан, јас секогаш кажувам дека црвената боја е традиционална кинеска боја, меѓутоа зошто е токму одбрана баш да биде и боја на знамето, бидејќи има 3 значења. Првото значење е револуција, второто значење крв и третото значење среќа. Сите овие 3 значења, поради нивната големина и важност, сметале дека треба и знамето да има оваа боја и при тоа ставиле 5 звезди. Зошто големата звезда, што може да ја видат гледачите, нели, на екранот, жолтата звезда означува комунистичката партија во Кина, кое што е, нели, многу важно за самата држава и има многу голема улога, а останатите 4 звезди, маличките, се го означуваат значењето на останатите народи во Кина. Поточно, едната звезда е војници, втората мала звезда фармери, третата студенти и четвртата обичните луѓе.
Со тоа, ставајќи ги на овој начин овие 4 звезди, Кина како држава ја одразува почита спрема својот народ, бидејќи без постоење на сите овие луѓе, нели, кои што допринеле да Кина стане Кина, немало да биде толку силна и моќна држава и сметале дека тоа мора да биде така назначено на знамето за секој човек да се осеќа дека дал многу голем допринос во самата земја. При тоа, значи, спомнав околу ритуалот на кревање и спуштање на знамето. Тоа е многу интересен организиран марш на војници кои што се обучени, значи облечени многу интересно во чизми, чекорите нивни, сето тоа е многу убаво да се види, бидејќи не е секојдневие во било која земја во светот. Значи се собираат на плоштадот и го креваат знамето секој наутро и го спуштаат навечер. Меѓутоа тоа не е направено во еднакви интервали во текот на денот и ноќта. Тука е направено, например, знамето се крива наутро во времето кога изгрева сонцето. Како изгрева сонцето, така се крива и знамето нагоре. Интересно. Навечер, како зајдува сонцето, така се спушта и знамето. Само тоа се прави секој ден во текот на годината наутро и навечер. Нон-стоп, значи тоа се прави. Постојано секој ден. Секој ден, само еден ден во годината не се прави, а тоа е денот кога починал Мао Цетунг. Значи, нели сите знаеме дека тој ја создал Кина и поради почит спрема него, само тој ден во годината 9.9.1976 година знамето во негова чест не се крева и не се спушта, за да може тој ден да остане запаметен, нели, да му се одаде особена почит. Да. Така. Сите знаеме дека единственото нешто што може да се види од месечината е кинескиот ѕид. Точно, Ајде нешто повеќе за тоа. Да, кинескиот ѕид е големо светско чудо и прогласен е како светско наследство во УНЕСКО во 1987 година и постојат повеќе приказни за кинескиот ѕид, меѓутоа дефинитивно најубаво е колку и да го гледаме на слики, да имаме можност или специјално да се отиде да се посети. Значи, во градењето во неговата историја учествувале повеќе династии. Учествувала династијата Чин, династијата Мин, династијата Хан. Овие три династии, значи, го граделе постепено во текот на своето владење. Тоа не било една династија, например, да го изгради па останатите, туку секоја династија допринесувала плюс и плюс. Да, зашто, значи, се протега на 6700 километри од истокот до западот на Кина, има историја од 2000 години. Значи, во текот на тие 2000 години, значи, многу луѓе учествувале во неговата изградба, војници, затвореници, обичните луѓе, значи, особено мажите, биле зимани од дома и дури биле принудувани да учествуваат во изградбата, бидејќи сето тоа било рачно правено. Многу големи ресурси, не само човечки, туку и ресурсите, богатството од Кина, градежни материјали биле користени во изградбата на ѕидот, нели, со камења се правело. Значи, тоа се провлекувало низ човечките судбини на кинескиот народ, бидејќи се случувало поради тешката и напорна работа, многу луѓе да умрат од физички напор и постојат приказни дека биле закупувани во кинескиот ѕид. Нивните тела да, биле закупувани, значи тоа го знае кинескиот народ, бидејќи е врежан во нивните народни песни, во кинеската опера, како децата од мали учат во нивните книги ги има тие песни и една меѓу најпознатите легенди е легендата за една жена која што се викала Мн. Многу интересно, незиниот сопруг бил земен да учествува во градбата на кинескиот ЗИД и поради напорната работа починал. Таа не можела да го најде, го барала во една од областите каде што, нели, бидејќи се протега низ повеќе области, го барала постојано бидејќи не можела да го најде, сватила дека починал и многу плачала. Од утро до вечер постојано шетала низ делот и плачала, сите луѓе ја гледале. Што се случило на крај? Плачејќи со денови, со ноќи, почнало да врне многу силен дожд и голем дел од ѕидот кој што бил правен се срушил. Според легендата, сите веруваат дека незините солзи, нели, се причина поради која и дел од ЗИДот се срушил, незината тага за незиниот маж, љубовта била толку голема,
што таа не се тргала од местото каде што тој работел и сметаат дека на тој начин го проколнала делот од зидот и паднал, бидејќи до тогаш не се случило да се сруши такво нешто. За ова постојат песни, постои посебна театарска изведба во операта Нивна, значи е врежено во историјата, бидејќи сите треба да знаат, кинескиот народ смета дека нели ова треба да се знае колку секој поединец допринел во текот на тие 2000 години за да се направи вакво светско чудо. Во Пекинг јас додека бев имав можност да присуствувам во едно здружение кое што работи на анализата на Кинеска академија за големиот кинески зид, кое што и ден денес го анализира кинескиот зид и ни стои една област, прави испитувања во која состојба е тој денес и каква била неговата оригинална верзија, нели кога бил направен пред толку години. И испитувале 101 област, 45 дена и по нивното испитување утврдиле дека помалце од 30% од кинескиот зид е зачуван во неговата оригинална форма, да, дека сето тоа како од природа, како од силите на природата, како од човечката рака е уништен и затоа апелираат да се зачува, да не се модифицира, бидејќи сепак неговата оригиналност е таа што е најубаво да се види од страна на луѓето. Сега, например, во Пекинг, бидејќи зидот простирајќи се низ повеќе области, тој е различен, некаде е направен во модерен стил за да може сите туристи кои што сакаат да го посетат, да одат и да го видат. Таму има повеќе луѓе, например, позната е во Пекинг Батали се вика тој дел од кинескиот зид, каде што сите странци таму ги носат, додека има и уште еден дел што се вика Сомај, тој е многу опасен, се наоѓа североисточно од Пекинг на 101 километар и тој е веќе кинески зид кој што може да се види во неговата оригинална форма, како е правен, значи не е модифициран и опасно е да се оди таму, меѓутоа кој сака и тоа да го види може да го посети. Тој е така задржан во таа форма бидејќи отежнат е јавниот превоз до тој пристапот до таму, што значи дека луѓето кои што сакаат да го видат во различни верзии имаат можност да посетат различни области од него. Најубав, јас сум била на Паттаи и тој сакав да ме прашам дали сте имале можност да отидете вие таму. Да, јас кога бев таму, значи има туристички водичи кои што ги кажуваат приказните, како што ова јас ја кажав легендата, има и многу други легенди каде спиеле, додека работеле, значи објаснуваат туристичките водичи во Кина. Не може да се доводи, дефинитивно е многу големо, да. Значи прекрасно е да се види и пред се да се слушнат сите овие приказни. Така е. Навистина интересни работи, интересни легенди, интересни приказни слушнавме од вас, Силвија, во денешното издание на емисијата. Се надевам дека нашите гледачи се задоволни и дека научија нешто повеќе. Дали имате уште нешто пред самиот крај на разговорот да додадете за ова? Доколку гледачите сакаат сите овие работи да ги видат, да ги опипаат, може да дојдат во нашиот ресторан. Ние имаме направено на место каде што посебно значење му даваме на кинескиот зид, каде што има приказната, значи кралот е закачен во една од нашите соби, во неговата позадина е кинескиот зид, значи тој бил дел од династијата Чинг. Сето тоа знаеме, можеме да убаво да им го раскажеме за кинеското знаме. Исто така, значи сите овие работи што јас ги зборам, се сакав да бидат застапени во тој мал простор, за да можат да сватат дека кој ќе дојдат да уживаат не само во храната, туку да ја осетат таа моќна дивната традиција и култура и доколку сакаат сето ова да го слушнат, нели можат да ги прашаат или вработените или секако мене. Ќе биде интересно и во живо, зашто не е само оваа приказна, има и многу други интересни слики, кои што сите си имаат свое значење и тоа место што е одбрано во тоа каче има токму зошто е таму ставено. Така. Спомнавте претходно, уште ова сакам да ве прашам, спомнавте претходно дека традиционалната кинеска облека е во црвена боја со златно, а исто и знамето е нели црвено со златно.
Да, тоа заборавив да го напоменам. Значи, нели кажавме дека на кинеското знаме имаше 4 звездички кои што ги означуваше останатите луѓе во Кина. И многу е битно да се напомене дека во тоа време, кога во Кина постоеле династии кралеви, луѓето се облекувале според боите. Боите имало значење, што значи дека жолтата боја, зошто токму звездите, значи на кинеското знаме се во жолта боја, бидејќи кинескиот народ припаѓа на жолтата раса. Затоа ги ставиле токму да бидат во жолта боја. Останатите луѓе било наредено да се облакаат според боите на кој начин. Значи, жолтата или златестата боја се сметала за кралска боја и во неа се облакале само кралевите и луѓето од високата класа. Сите останати кои што ја носеле оваа боја на себе како облека, а не биле на високата класа, биле строго казнувани. Например, војниците требале да се облакаат во зелена боја, а обичните луѓе во кафеава. На тој начин, значи, додека постоеле династиите, на тој начин се рангирале луѓето и така им било наложувано да се облакаат. Затоа и знамето може да се види на интересна носија, нели? Бидејќи секој дел од Кина има различни националности. Значи, премногу националности се, сите тие имаат своји обичаи, своји верувања, имаат различни кинески носии. Значи, веќе во денешно време секој може на својата носија да стави повеќе бои, меѓутоа во времето кога нели постоеле кралеви и династии, тогаш боите имале многу големо значење и сето тоа морало да се почитува. Тоа било закон. Закон, да. Така, добро. Силвија, јас ти благодарам за денешното гостување. Се надевам дека повторно ќе кажем гледачите се задоволни од оно што го слушна. Ви благодарам и вас. Ние продолжуваме понатаму, следува кратка пауза, па потоа се враќаме со останатиот дел од емисијата.